Насловот на проповедта за кој што ќе зборам денеска е јубилејна година. Кога ќе го слушнете зборот јубилејна година, на што ве потсетува? Значи прославуваме нешто, период во кој што сме доживувале заедничко време, успеси, можеби ако е тоа јубилеј од основање на фирма, можеби или работа, го прославуваме и тој ден или тој период. Но во секој случај јубилејот е празник. Подсетува на нешто радосно, на нешто весело, прослава, одбележуваме нешто убаво. Но не знам дали знаете дека зборот јубилеј всушност потекнува од еврејскиот јазик. На еврејски зборот јубилеј означува труба од рог од овен. И од таму доаѓа овој збор што денеска е присвоен и во нашиот јазик. Бидејќи рогот ја најавувал јубилејната година за евреите. И ќе видиме што означува таа. Евреите исто така имале јубилеј, дури тие имале јубилејна година. Евреите всушност имале неколку поважни празници. Некои од нив ги набројуваат 5, други 9, но веројатно ќе се сетите на некои од нив. Еден од тие празници е Пасхата. Знаете што представува Пасхата? Пасхата е празник кога евреите излегоа од египетското робство. Вечерта кога требаше да го напуштат Египет после 430 години робство, беше воспоставена Пасхата. Исто така има празник Јом Кипур. Еден од празниците кои што го празнуваат исто така, е саботата. Но интересно е што саботата е седмиот ден од неделата кој што за евреите бил ден за одмор и ден за посветување на Господа. И тие не само што овој секој седми ден го посветувале на Бога и требало тој ден да не работат, туку имале саботна година. Ако читаме во Библијата пишува 6 години ќе обработуваш твојата нива, 7-та година оставија да почива. И таа година не работете ништо, таа година нека ви биде година на одмор. Замислете, цела година одмор. Колку убаво. Некој дури ќе му здосади. Сега, ако седмицата била знак за одмор и заедништво со Бога, секој седми ден, секоја седма година, што се случувало кога ќе соберете 7 по 7 години? Слушнете што пишува. Во 25 глава од книгата Левит вели: и изброј 7 саботни години, 7 пати по 7, за да ти излезат 7-те саботни години 49. И тогаш на 50-та година, кога ќе излезат 49, значи години, на 50-та година вели: затрубете со трубен глас по целата ваша земја, во 7-миот месец, во 10-тиот ден од месецот, на денот на очистувањето, затрубете со труба по целата ваша земја, и осветете ја 50-та година, и објавете слобода по земјата за сите жители. Тоа нека ви биде јубилеј, и секој да се врати во својот имот, и секој да се врати при својот род. 50-та година нека ви биде јубилеј. Таа година не сејте и не жнејте го она што ќе израсне, туку само собирајте го грозјето и она што нивата ќе ви го даде, зашто тоа е јубилеј, свет да ви биде на вас, и јадете го она само што ќе израсне од нивите. Ова е накратко, иако целата глава, целото поглавје зборува за оваа јубилејна година, веројатно добивате една мала слика. Замислете, кој ќе навршат 49 такви години, 50-та година била прогласена за јубилејна година. Има неколку работи што се случуваат во ова јубилејна година. Ова година имала практична примена,
значи се барале практични чекори од евреите што да направат, но исто така има и духовна примена или метафорична. Ние знаеме дека скоро сите празници што им биле дадени на евреите, тие во себе си криеле и духовна порака. Најчесто тие биле метафора или најава за нешто што доаѓа. Пасхата гледаме дека е една метафора за Исус, бидејќи Пасхата зборува за јагнето, дека јагнето или крвта на јагнето заштитува од смрт, заштитува од проклетство и не ослободува. Исто така многу други практики и празници во себе си кријат одредена духовна порака или најава за нешто што доаѓа. Така и јубилејната година, самата во себе, иако има практични примени, таа всушност го најавува доаѓањето на Христос. Јас ово утро не случајно читав од Лука 4 глава. И знаете ли дека Исус, кога го читаше тој дел од Исаија 61 глава, тој всушност подсетуваше на јубилејната година, годината на јубилеј или позната како благопријатна година Господова. Година на Божјата милост, на Божјата благодат. И што кажува Исус? Еве, дојдов да ви ја најавам благопријатната година Господова. И тој кажа што следува во таа година. Што се случува? Ослободување на робовите, ослободување од бремето на обременетите, кажува навестување на мир и на радост на угнетените. И Исус кажува дека тоа писмо вели се исполни денеска. Исус кажува дека тоа писмо се исполнува преку него. Така да гледаме дека она што имало една материјална физичка примена во тоа време, преку јубилејната година, ние денеска го добиваме во Исус. Јубилејната година исто така имала форма на еден ресет. Знаете, они од вас што работите со компјутер, кога со компјутерот ќе заглавите некаде, почнува веќе да кочи, па не работи како што треба, па премногу програми, премногу вируси се собрале и ви доаѓа да го треснете веќе компјутерот од земја и ќе се јавите на некој што се разбира од компјутери, на некој информатичар и тој вели, знаеш што? Најдобро е да направиме целосен ресет. Најдобро е да го форматираме целосно од ново, целосен ресет. Бришеш се што има и почнуваш пак од ново, од нула. Потполно чист компјутер, без ништо внатре оптеретено. И кога ќе направиш таков ресет на телефонот и на компјутерот, на фабричко подесување од почеток, тој почнува пак да работи. Тогаш почнуваш од нула, се избришано. Сега, јубилејната година имала за цел нешто такво, бидејќи многу од законите на евреите им дозволувале да дојдат до ситуација ако некој од нивниот ближен навлезе во премногу долгови, тој можел да стане роб на неговиот ближен. Не знам дали сте ја читале Библијата внимателно, но има такви ситуации, ако некој не може да го врати долгот, тој му станува роб на оној на кој што му побарал пари на заем. И така да некој од евреите си дозволувале да имат своји браќа или сестри робови. Исто така можеле да им ја земат нивната нива ако премногу другиот навлезел во долг или да му ја купат нивата, дури и целиот имот. И се појавувале многу непријатни ситуации. И овде за време на јубилејната година ни се кажува дека робовите требало да бидат ослободени. Ни се кажува дека нивите требало да бидат вратени. Дури и нивите што ги обработуват евреите таа година вели да не ги работите, да ги оставите слободни. Затоа јубилејната година била еден систематски ресет. Некои од нив се збогатувале премногу, други осиромашувале премногу. И за да се избегне таа економска разлика, социјална разлика во слоеви, Бог барал на 50-та година се да се врати назад и да се поништат тие разлики. За да нема едни премногу богати, други премногу сиромашни. Тај да погледнеме неколку поважни елементи на јубилејната година. Што представува таа? Иако, да бидеме искрени во пракса, тешко би било ово да се спроведе и ќе видиме и во самата проповед дека евреите никогаш во целост, за жал,
не ја спровеле ова Божја заповед, овие уредби што му биле дадени на Мојсей и се запишани во книгата Левит. Прво нешто што го читаме овде е ослободување на робовите и простување на долговите. Ова се барало за време на јубилејната година. Ова нешто требало да биде спроведено. Читаме во 25 глава, 10 стих, вели: осветете ја 50-та година и ја објавете слобода по земјата на сите жители. Секој нека се врати на својот имот и секој да се врати при родот свој. Прогласете, вели, ослободување на сите. Зошто имало потреба да се прогласува ослободување? Затоа што спомнав дека многу од оние евреи кои што запаѓале во долгови станувале робови на нивните ближни, станувале робови на нивните сонародници на кои што им должеле. Затоа читаме во истата глава, 25 глава, 39 до 41 стих. Вели: кога ќе и осиромаши кај тебе братот твој и тој ти се продаде, не товари го со робска работа. Тој треба да ти биде како наемник, како преселник. Нека ти работи до јубилејната година, а тогаш нека си отиде од кај тебе тој самиот и децата негови со него и нека се врати меѓу родот свој и пак да влезе во имотот на татковците свој. Значи, многу јасно пише овде: нека ти биде роб или нека ти служи заради долгот, нека ти робува до кога? До јубилејната година. До јубилејната. Сега замислете, ако сте вие тој роб. Може би јубилејната година поминала пред само 5 години. Тогаш уште колку ви останува да робувате? 45 години. 45 години ќе му робувате на тој брат и ќе чекате да дојде јубилејната година да бидете ослободени. Сега замислете, ако поминале 40 години од последната јубилејна година, тогаш има само уште 10 до наредната. И си велите: добро е, уште 10 години. Замислете, останали уште 5. Со каква жеп ќе чекате јубилејната година? Затоа велам, јубилејната година за многумина била година на радост, бил празник на радост, бидејќи знаеле таа година ќе бидам ослободен. Таа година нема веќе да бидам роб, ниту јас, ниту моите деца, ниту моето семејство. Конечно ќе може да се вратиме на нашиот имот. И имотот ќе ни биде вратен. Се што поседувавме, се што загубивме ќе ни биде вратено и долговите ќе ми бидат простени. Тоа била јубилејната година. И како беше најавувана таа, се сеќавате ли? Со труба. Со труба од рог. И кога ќе затрубел рогот, кога ќе затрубела трубата во тој ден, сите знаеле кои ќе слушнале трубата: конечно ослободен. Конечно повеќе не сум роб. Ова е првото нешто што важело за јубилејната година. Првото нешто кое што Господ го заповедал. Кога ќе дојде јубилејната година, вели: прогласете ослободување на сите нејзини жители. Сега ајде да се сетиме кога Исус дојде, што кажа Исус за јубилејната година, или што кажа Исус за себе си. Слушнете што вели: Духот Господов е врз мене, зашто Господ ме помаза, ме прати да им соопштам радосна вест на бедните. Зошто радосна вест? Ме прати да им проповедам ослободување на заробените, вели Исус. Исус вели: јас дојдов да ги ослободам заробените. Зар не е токму тоа што се правеше или што се бараше во јубилејната година? Јубилејната година бараше секој Господар да ги ослободи своите робови. Исус вели: јас дојдов да прогласам ослободување на заробените. Вели исто така: прогледување на слепите, да ги пуштам на слобода на патените и да ја проповедам благопријатната година Господова, или годината на јубилеј. Исус ја донесе јубилејната година. Или јас би кажал уште по-конкретно: Исус е нашиот јубилеј. Ние кои што сме изнапатени, ние кои што сме биле робови на гревот, ние кои што сме биле во долгови,
Исус вели, јас сум твојот јубилеј. Исус дојде за да ни го донесе сето тоа на нас. Во времето на Мојсе имало во вистинска смисла луѓе кои што станувале робови заради нивните долгови. И најчесто тоа било заради можеби нивни грешки. Не домакинско работење, можеби некој ќе навлегол во долгови, некој почнал да се занимава со коцкање, па со пиење, па не обработувал нивата. И таквиот човек ние го гледаме од страна и велиме, како можеше таков човек да се роди? Види го, како се однесува, како живее. И тој човек на крајот, бидејќи немал со што да се храни, станувал роб на некого, заради сите своји грешки. Но гледате, Бог во својата милост решил и на таквите луѓе да им искаже милост, да им даде втора шанса. На секои 50 години овие луѓе можеле да си го повратат долгот, да си ја повратат слободата и да започнат одново. Како Бог да сакал да им каже, еве, направи еден куп грешки, ти давам втора шанса. Сега си одново слободен, долгот ти е вратен, имото ти е вратен, нивата, почни одново. И немој да ја правиш истата грешка. И сега, ова е во физичка смисла. Фаламе на Господа, денеска нема робови, никој од нас не е роб на некого, но Библијата ни кажува, ако читаме во Римјаните 6 глава, вели секој кој што му се предава на гревот е роб на гревот. Така да сите ние сме биле робови или некои се уште се робови, само не на некој господар, не на некој евреј, него на гревот. И во Јован 8 глава самиот Исус кажува, кој врши грев, вели, тој е роб на гревот. Но овде Исус не застанува, тој продолжува, вели, но ако Синот ве ослободи, тогаш на вистина ќе бидете слободни. Исус кажува дека тој е оној што ослободува од гревот. Затоа тој е нашиот јубилеј. Тој е оној што донесува слобода во нашите животи. И овде, кога ни се зборува за јубилејната година, не се зборува само за робство, од кое што ние сме се ослободени, него се зборува и за долгови кои што ќе бидат простени. Евреите кои што должеле пари на своите заемодавци, без разлика колку и да биле тој долг голем, дали ќе е бил 5000 евра или 50.000 евра, на јубилејната година им бил простен целиот долг, замислете. Ослободени од целиот долг. Сега ставете се денеска во една таква ситуација, имате огромен број неплатени сметки за струја, имате долгови на луѓе им должите на 50 страни, во банката сте зеле кредит и си велите, леле, кога ја ќе се одглавам? И замислете, доаѓа некој вели, целиот долг ти е простен. Много години ќе живееш. Многу години. На 10 години е. Да, тогаш било на 50 години. Но зависи кога. Ако 5 години останува до јубилејната година, може би многу побрзо ќе го добиш. Некои генерации успевале да доживеат 2 јубилејни години. Знаете ли дека јубилејната година се пресметува и денеска кај евреите ја пресметуваат од кога била воспоставена, на која година се паѓа секоја јубилејна година. Знаете ли кога е наредната година според еврејскиот празник, која што се паѓа како јубилејна помеѓу евреите? Оваа година. 2024 оваа година. Случајно или не, ние живееме во годината на јубилејот. За евреите оваа година сега што минува е јубилејна година. Тоа значи дека секој евреин кој што на некој му должи нешто би требало сега да биде ослободен од долговите. Сега 2024 е јубилејна година за евреите. Ако си роден 2020, да кажеме, за 4 години ти доаѓа јубилејната година. После 50 години ти ќе доживееш уште една јубилејна година, а тогаш ќе си на 54 години. Така да можно е да доживеете дури 2 јубилејни години, ако сте евреи. Сега, интересно, ние не зборуваме само за физичка јубилејна година. Бидејќи, јас сакам да ви ја доловам радоста најнапред на физичката ситуација, ако сте во огромни долгови и некој дојде и ви каже дека денеска ви се простуваат сите долгови. Нема ли да ви дојде да заиграте, кој ќе разберете сетиот долг ви е простен,
а сте се чуделе од кај да го вратите, и ваму должите, и онаму должите, и наеднаш ви е простен. А знаете ли дека во Исус целиот наш духовен долг ни е простен? Ние ја молиме молитвата: Господе, Оче наш, кој си на небесата. Повеќето од вас ја знаете на памет, нели? Тамо вели: прости ни ги долговите наши, како што ние ги проштеаме на нашите должници. Исус ни кажува дека во Него целиот наш долг е платен. Сите наши греови, се што си направил погрешно, се што си сгрешил пред Бог, во Исус се ти е покриено. Целиот долг ти е платен. Затоа ние велиме: Исус е нашиот јубилеј. Во Исус имаме простување целосно на сите наши долгови. Јас не можам потполно да, како да ви кажам, да ја опфатам радоста и значењето, длабочината на оваа вистина. Ние не сме свесни колку голем благослов е. Еве ќе ви го кажам тоа со еден друг пример. Често пати кога на нас ни се случува нешто лошо во животот, ние кое прашање си го поставуваме? Господе, зошто баш мене? Зошто баш сега? Зошто дозволи, Господе, да се разболам јас, баш јас од оваа болест? Или зошто дозволи да почине мојот близок? Зошто, Господе, дозволи да ме отпуштат од работа? Зошто дозволи да ми се случи оваа сообраќајна несреќа? Кога на нас ни се случува нешто лошо, ние го поставуваме прашањето пред Бог: зошто, Боже, ова? Зошто на мене? Зошто сега? Како да бараме во Бог некаква вина: зошто Бог не ме заштити? Зошто не го спречи? Зошто баш на мене ми го даде ова, да го носам ова бреме? Но, ајде да ве прашам, дали некојаш сте размислували и сте имале обратната мисла? Дали ви се случило некојаш да си седите така дома, уживате во животот, гледате дечињата трчат околу вас, или свесни сте дека имате прекрасни деца, дека имате дом над главата, благословени сте, имате мир во срцето, долговите ви се простени, гревот ви е простен, сте нашле радост во Исус Христос. И сте се ли кажали ли вака во главата, дали ви пролетала мислата: Господе, зошто баш мене ме благослови? Кога ќе си седеш некојаш така дома и ќе си кажеш: Господе, зошто толку ме љубиш? Со што сум заслужил да ме сакаш? Со што сум заслужил да ми го простиш сиот долг? Господе, јас не сум достоен. Тоа значи. Но тоа значи јубилејна година. Тоа значи дека живееш во јубилејот на Господ Исус, кога ќе разбереш колку милоста Божја, колку благодата Божја е добра со тебе. Кога ќе осознаеш дека не си заслужил ништо, а Бог ти дал се. Дека си ослободен од сите гревови, дека Бог ти ги простил, дека го имаш мирот Божи, дека Бог ти дал вечен живот и те направил син или ќерка негова. И ти живееш во таа благопријатна година Господова. Ти ја уживаш неговата милост. Ние често пати велиме: Боже, зошто ова ми се случи, зошто она ми случи? А дали сме спремни да кажеме: Господе, зошто толку многу ме љубиш? Боже, зошто ми го прости сиот долг, не сум заслужил? Господе, кој сум јас? А ти мене ме сакаш толку. Тоа е милоста Господова. Тоа значи да живееш во годината на јубилеј. Затоа велам, ова ослободување на робовите и простување на долговите важи и за нас денеска. Исус кога дојде и кога читаше во синагогата, тој кажа: ова писмо се исполни денеска преку него. Тој дојде за таа цел, дојде на тебе и на мене да ни даде ослободување од робството на гревот. Тој дојде да ни го прости сиот долг, сите наши греови. Тој дојде да не направи негови синови и ќерки. Тоа е годината на јубилеј. И ние живееме во таа година. И таа година продолжува. Фала му на Господа. Второто нешто што го наоѓаме во оваа уредба за јубилејната година изгледа малку чудно, но Господ заповедал во оваа година да не се обработува земјата. И заповедал одмор дури и за земјата, време за одмор и обнова. И читаме за тоа во Левит, 25 глава, 11 стих, вели: 50-та година да ви биде јубилеј, во таа година не сејте и не жнејте го оно што ќе израсне.
туку собирајте го грозјето на нережаните лози, зашто тоа е јубилеј свет и од нивите ќе го јадете само она што само ќе израсне. Читаме исто во 19 до 22 стих, исто така, земјата вели ќе ги дава своите плодови и ќе јадете до наситка и спокојно ќе живеете на неа. И ако кажете што ќе јадеме на 7-та година кога не сме посеале ништо и не сме собрале производи наши, слушайте што вели Бог. Јас ќе испртам благослов мој во 6-та година и таа ќе даде плод за 3 години. А во 8-та година ќе сеете, но ќе јадете од старите производи се до 9-та година. Додека не узрат плодовите неизини ќе јадете од старото. Ево, ова е заповета за јубилејната година. Бог кажува во оваа година оставете ја земјата, не обработувајте ја. Оставете ја нека одмори, не сејте, не жнејте ништо. Само ќе јадете од она што претходно родила нивата, а јас ќе направам да роди за 3 години. И може да собирате само од она што останало во нивите. Но немојте да сеете и немојте да ја обработувате. Интересно, дури и денеска ако разговарате со некои фармери, кажуваат дека повремено е добро за земјата да остане необработена. Бидејќи земјата се истоштува, нивите се истоштуваат. И сепак денеска ние се обидуваме да ја надмудриме природата и за да не биде истоштена земјата, пробуваме со различни вештачки ѓубрива, со пестициди, со 300 чуда и мора и таа година да ја искористиме нивата, мора и таа година да извадиме плод, мора да извадиме род, мора да извадиме од неа се што се може до максимум, па макар и на вештачки начин. И потоа плодовите, не знам, биле кисели, почвата била кисела, не знам, па имало вакви отрови, па онакви отрови, затоа што ние се обидуваме да го надмудриме она што Бог го воспоставил како принцип. И убаво ни кажа овде дека ова ни е дадено со цел да нивите одморат, земјата да одмори, но исто така Господ не учи и нас на одредени принципи. Знаете, прво овде ни се кажува дека Бог ќе даде нивата претходната година да роди за 3 години. И ако Бог не благословил, ни дал за 3 години да има, ние многу пати се обидуваме пак да ја обработуваме, да извадиме и за следната година, иако Бог веќе ни дал. Ова ако го примениме денеска, ќе видиме дека Бог ни дава исто така и денеска време на работа, но ни дава и време на одмор. Бог рекол 6 дена работи, 7-миот нека те биде за одмор. И Бог е способен доволно да те благослови во тие 6 дена работа да имаш доволно дури и за 7-миот ден. А ние што правиме многу пати? Ние сакаме и 7-миот ден да го работиме, и 7-миот ден да му извадиме маста. И тој ден, ако 6 дена сме работеле во некоја фабрика, 7-миот ден па ќе одам на лозјето, па да го искористам и тој ден ми е слободен, ама ќе одам од сабале до вечер на лозјето ќе работам, па дома ќе работам, па дома ќе го средам ова што ми останало. Ние сакаме максимум да го искористиме секој ден, да извадиме за да можеме што повеќе да имаме плод, што повеќе од секој час, од секој ден да имаме добивка. Бог вели, не прави така. Не прави така. Ако јас сум те благословил во тие 6 дена, сум ти дал доволно, знаш, немаш доверба во мене. Ние не му веруваме и ние денеска и сакаме и 7-миот ден упорно да работиме, да извадиме што е можно повеќе. Овде исто така во духовна смисла Господ сака да не научи дека треба да најдеме време за одмори за нас, како што нивата треба да се одмори, како што почвата треба да се одмори, и ние имаме потреба од одмор. И нашиот одмор каде го наоѓаме? Повторно во нашиот јубилеј, Исус. Ние рековме, Исус е нашиот јубилеј. Исус е јубилејната година која што толку долго сме ја чекали. Многу од вас можеби се чувствувате обременети духовно, се чувствувате обременети заради многу проблеми, можеби проблеми дома, проблеми на работа, проблеми со семејството, со различни луѓе, различни мисли на кои што треба да размислувате. Сте имале можеби непријатни периоди во животот и сето тоа ве обременило.
И си велите, кога јас ќе се радувам на животот, кога јас ќе одморам, кога ќе искусам мир, кога мене ќе ми биде срцето полно. И знаете што вели Исус? Исус вели, дојдете сите вие што сте обременети, со сиот товар што го носите, и дојдете кај мене и јас ќе ви дадам мир. Ете тоа Исус ти порачува. Ако ти се чувствуваш обременет, ако чувствуваш дека носиш премногу тежок терет на твоите плеки, Исус вели, дојди кај мене, јас ќе те ослободам, јас ќе ти дадам одмор, вели Исус. Дојдете сите обременети и јас ќе ви дадам одмор. Нашиот одмор е во Исус Христос. Нашиот јубилеј е Исус. Евреите може би чекале да дојде 50-та година за да ги одморат нивите, да починат и тие, но Исус вели, јас сум вашиот јубилеј. Ние не мора да чекаме, како што правивме преска пресметки, да чекаме да дојде 50-та година. Не мора да чекаме ако си се родил на само една година откако поминал последниот јубилеј, да си велиш, леле се уште 49 години, кој ќе чека? Денеска е јубилејот во кој што можеш да влезеш. Исус денеска те повикува, денеска можеш да го искусиш одморот со Него, ослободувањето од робство и простување на долговите. Денеска тој чека на тебе. И стигаме до третото нешто. Третото нешто кое што можеме да го видиме во ова јубилејна година, во овој празник. Овој празник, оваа година имала за цел и приближување кон Бог, и таа била тест на доверба и верност. И ќе видиме зошто. Овој празник не само што барал, знаете, овој празник бил различен од сите други празници, бидејќи најчесто кога имаме празник, празникот трае еден ден. Нели, кога велиме денеска е Великден денеска го прославиме и завршува. 1 до 3 дена знаеме да го прославуваме. Но знаете ли колку време траел овој празник? Цела година. Цела година. Така да ова не било, да кажеме, само еден ден ќе правиме веселба, ќе печеме јагниња и потоа од утре пак на работа. Него цела година. И затоа овој празник е бил процес, имал за цел не само што да ги ослободи робовите, не само да ја врати економијата на нормала, немал само за цел да ги направи нивите да одморат за да не се истоштуваат, него имал за цел и на враќање на народот при Бога. Ова била година во која што народот требало да го обнови своето заедништво со Бог, да се вратат при Бога, да се вратат во храмот, да го барат Бога, да го обноват нивното заедништво со Бог. И нивната доверба во Бог. Зошто велам нивната доверба? Ние сите се нарекуваме верници, ние сите викаме, ние му веруваме на Бог. Но знаете, верата се покажува на пракса, не на зборови. Ако јас велам на тебе дека ти верувам и ти речеш, добро, дај ми ги клучевите од колата, чекај малку. Тогаш покажуваме колку веруваме едни на други, нели? Ми веруваш ли на мене, Горан, ти верувам. Дај ми го клуча од станот, или дај ми 10.000 евра на заем, ке ти ги вратам за една недела. Не знам баш. Тогаш покажуваме колку си веруваме едни на други. Бог вели, ми верувате ли на мене? И ние велиме, Боже, ти веруваме. Бог вели, тогаш следната година ништо не работите. Јас ќе се грижам за вас. Како бе, Господе, ништо да не работим? Како ти ќе се грижиш за мене? Ништо не работите, е така. Во буквално смисла такво нешто им беше кажано на евреите. На евреите им беше дадена заповед за јубилејната година да не работат. И Бог рече, јас ќе се погрижам таа година, бидејќи предходната година ќе дадам нивите да дадат плод за наредните 3 години. Зошто за 3 години? Бидејќи ќе треба да јадат таа година, годината која што нема да работат, и следната година плодовите кои што уште не се стасани. Затоа Бог требаше да се погрижи за 3 години однапред да имаат. И Бог рече, јас ќе дадам нивата да роди. Ми верувате ли? Евреите требаше да му веруваат. Оние што не му веруваа, веројатно решија да ја сеат нивата. Рекоа, за секој случај јас па да си насеам. Од кај да знам? Исто така беше година на доверба и на послушност и за други работи. Евреите требаше да ги ослободат робовите. Да бидат верни и да кажат, добро, ќе ги пуштам моите робови, иако со нив добро заработувам, ќе ги пуштам на слобода. На мојот ближен ќе му кажам, оди си дома со семејството, веќе не мора да ми служиш, не си ми роб. Долго ти го простувам целосно, нивата ти ја враќам целосно.
Знаете, ова беа тешки чекори. И знаете што? Историјата покажува дека евреите заради ова нешто никогаш во целост не го извршувале овој празник. Ова е жална вистина, но евреите никогаш во целост не биле спремни да се покорат на оваа Божја заповед. Дури имаме записи во Библијата. Ако читате, може да видите на едно место во книгата на Еремија, во 34 глава, тој му наложува на Седекија, вели, пуштете ги робовите на слобода, вашите браќа кои што сте ги зеле како робови, ослободете ги, нека си одат дома, вратете им ги нивите. И тие најнапред се согласија и ги пуштија, но потоа се предомислија и ги вратија назад. Тие не беа спремни да исполнат Божјата заповед. Слично нешто читаме и за Неемија, кој што се врати назад во Ерусалим и тој ги укоруваше оние благородниците таму, кнезовите кои што беа богати, затоа што не им го простуваат долгот на нивните браќа евреи. И тој рече, опростите им го долгот и не ги држите за робови. Ние од ова гледаме дека евреите не биле спремни да исполнат оваа заповед. Знаете, не ти се баш пушта така лесно таква позиција, богатство, робови, ниви и сега наеднаш да се откажеш од тоа нешто. Така да, евреите во ова нешто не му верувале на Бог во целост и не му биле верни на Бог. Иако тие дале завет, иако тие кажувале дека се негов народ. Па јас би ве прашал денеска вас. Ние се нарекуваме денеска Божји народ. Ние сме направиле завет со Господа. Колку сме спремни ние да му бидеме верни на Бог во Словото што Тој ни го кажува? Спремен ли си да го послушаш Исус во оние работи каде што ти е тешко? Каде што знаеш дека не можам да го направам тоа нешто, ама Бог ми заповеда. Еве најчесто по прашање на простувањето. Бог вели, ако некој брат или сестра ти сгрешила, треба да и простиш. Ама не и простувам. Не и простувам, има да и го држам тоа нешто до крајот на животот. И јубилејната година нека дое, не простувам. 50 години нека минат, не простувам. Тогаш колку ние сме поразлични од евреите, кои што не биле спремни да го држат ова нешто што Бог им заповедал. А сетете се, ние не треба да чекаме 50 години да дојдат за да простиме. Не треба да чекаме да дојде јубилејната година, бидејќи ние сега живееме во јубилејот. Како гласеше молитвата Оче наш? Господе, прости ни ги нашите долгови, како што и ние ги проштеваме на нашите должници. Ние очекуваме Бог да ни прости нам. Бог очекува и ти да простиш на твојот брат или сестра. Така да, ние ако живееме во годината на јубилеј, ова е година на враќање на заедништвото при Бога, но исто така и покажување на доверба наша во Бог. Дали му веруваш доволно на Бог да живееш според неговите заповеди, според она што Исус ни го наложува, или велиме ки си терам по своја. На кампот сега за мажи што беше или конференцијата Чувар брата свога во Хрватска, излезе едно младо момче после проповета, сакаше да даде сведоштво. И токму се проповедаше на ова нешто, дека ние сме должни, ако живееме во годината на јубилеј, ако сме искусиле Божјата прошка, должни сме и ние да простиме на братот или сестрата или на било кој што ни сгрешил во животот, а не да го држиме во себе си. И ова младо момче излезе, имаше некаде околу, не знам, за мене е барем младо, 35 години имаше. И тој кажа, знаете, кога бев мал, кога одев на школа, имав 10 години, во школото ме малтретираа многу школските другари. Не знам, заради различни причини, не знам, не бил добар во ова, добар во она, и постојано го малтретирале, го тепале, го удирале, му измислувале имиња, и вели, мене тоа ми го исполни срцето со горчина. Следната година, вели, моите родители се преселија и јас отидов во друг град и таму веќе не ме малтретираа. Таму во тој клас се однесува добро со мене. Но јас никош не им го заборавив она што го правеа кон мене моите сокласници од претходниот клас, од претходното училиште. И вели, јас заради тоа нешто ги мразев цел живот. И сега, вели, додека тој ја слушал проповета, вели, Господ ми прозборе, ти се уште
држиш непростителност кон овие твои сокласници. И тој излезе напред за да прости. Тој рече, јас морам да простам. Ако ова е година на јубилеј, ако јас живеам во јубилејот, јас не смеам да ги држам како робови тие мои сокласници кои што мене ми изгрешиле. Јас одлучувам да им простам. Така да тој реши да го ослободи долгот што тие го имаа кон него. Тој реши да им прости. Затоа велам, годината на јубилеј е година во која што нам ни е простено, но тоа е и година во која што ние мораме да научиме да живееме со доверба кон Бог и ние да простиме на другите, ние да го ослободиме долгот што го има другите кон нас. Па некојаш ако е потребно дури и буквално. Знаете, ние зборуваме и вака ние може би дури и полесно сега за долг кој што е во емоционална смисла. Некој нешто ти сгрешил, те навредил и ти треба да му простиш. Но што ако некој ти должи пари со години? Дали си спремен да му ги простиш? Еве, позаемил некој од тебе пред 3 години, 4 години или 10 години. И може би се тоа 100 евра и ти уште си викаш, ќе чекам бе, ќе ми ги врати, ќе чекам, ќе ми ги врати. Може би е време да го ослободиш тој брат или сестра и и да му простиш, да кажеш, да отидеш кај него или кај неја да кажеш, знаеш што, знам дека пред 10 години ми потражи пари, јас решив да ти ги простам. Знам дека не си во можност, веројатно тебе ти е секогаш незгодно кога ќе ме видиш, јас чекам да ми ги вратиш, нека ти е простено, еве. Господ нека те благослови, па успее во животот, па утре па ти не некој го помогне. Не е проблем. Дали сте спремни така да направите и на некој што буквално ви должи? Или пак, ако некој ви благословил повеќе, интересно, за годината на јубилеј кажува дека во таа година, ако Бог те благослови повеќе, ти вели, остави и другите нека го уживат тој благослов. Немој да задржиш се за себе. Нивата, ако таа година ти родила, вели, остави нека и другите зимат, нека берат од неа. Бидејќи таа година нивата не е твоја, таа е Господова. И она нешто што можеме да го научиме од јубилејната година, дека сите ние сме само настојници на сето она што го имаме. Ниеден од нас не е собственик. Го сваќате ли тоа нешто? Ниеден од нас не поседува ништо овде трајно. Еден ден ние мора се да оставиме. Ќе дојде ден кога ќе мора да го напуштиш овој свет и колку и да поседуваш во банката, колку ниви да имаш, колкава куќа да имаш, мораш да го оставиш тоа нешто. Ти не си собственик на ништо трајно овде. Ти си само настојник, ти си управител. Па ако Господ ти дал да управуваш со имотот, зошто тогаш се тепаш да имаш повеќе и повеќе, кога еден ден мораш да го вратиш назад? Еден ден мора сето да го оставиш. И ако Бог ти дал повеќе, па не биди циција да задржуваш се само за себе. Остави и другите нека бидат благословени од тоа нешто. Благослови ги и другите ако Бог те благословил тебе. Кажи, Господ, ти ова година ми даде повеќе, ми даде многу повеќе од што очекував. Па сакам и јас некого да благословам. Знам оваа сестра нема доволно или овој брат нема, сакам па и јас некого да израдувам. Затоа кога Бог те благословува, како што Бог тоа го прави во јубилејната година, ако те благослови тебе, тогаш благослови ги ти другите. Интересно е што за јубилејната година Исус го читаше овој текст кога тој дојде на земјата, кога влезе прв пат во синагогата и читаше, тој каже, ово се исполни сега. И тој каже со започнување на неговата служба на земјата, со доаѓањето на неговото присуство на земјата, започна јубилејната година. Кога тој на крстот ја го плати настиот долг, за нас започна јубилејната година. Но кога таа година завршува? До кога трае? Ако учитате текстот од Исаија 61 глава што Исус го цитираше, Исус го прочита до тука, вели, дојдов да ја прокламирам, да ја прогласам благопријатната година Господова. И Исус заврши тука. Но текстот не завршува тука. Ако читате во Исаија, тој продолжува и вели вака, и годината на одмаздата на нашиот Господ. Кога доаѓа одмаздата на нашиот Господ? Кога доаѓа судот на нашиот Господ? Кога тој ќе се врати повторно. Тогаш завршува јубилејната година. Јас и ти се уште живееме во годината на јубилејот. Годината на јубилејот не е една година за нас. Таа е духовна година. Таа трае од доаѓањето на Исус, па се до неговото второ доаѓање. Целиот тој период
е година на милост Господова. Тоа е јубилејна година. Тоа е период на јубилеј. Јас и ти живееме во тој период. И некој од нас кој што се уште не го искусил, или некој од луѓето што се уште не го искусил, времето на милост, сега му е можноста. Сега имате можноста, ако не сте искусиле годината на јубилеј, да извикате кон Господ и да влезете во јубилејот. Бидејќи јубилејната година нема да трае постојано. Таа ќе заврши кога Исус ќе се врати повторно. Кога ќе дојде денот на одмаздата на нашиот Господ. Искористи ја јубилејната година. Ако се уште не си влегол во неа, ако се уште не си го прифатил Господ Исус за Спасител, искористи го времето дека живееш во времето на јубилеј. Нека Бог ти биде милостив, нека ти даде отворено срце. Јас би сакал да